Добар ден. Денешниот прилог, денешниот разговор за овоја програма, која е доста специфична за ретките женски професии, беше предвидено да се најде и таков соговорник и го најдов на железничка станица во Велес. Разговарам со Моника Станчевска. Моника, добар ден и добро дојдовте. Добар ден, поздрав до гледачите. Моника, вие сте една од 6 или 7 жени во Македонија која што сте популарно отправник на возови. Кажете ми, од каде таа љубов кон ова ретко занимање? Па јас живеем во Богомила, во близина на железничката станица и често патував со воз до Велес, Скопје, Прилеп и така желбата за отправник на возови. Дали имаше некој во семејството што беше во железницата во работа? Да, татко ми работеше во железница. Значи вие го продолжувате семејното стебло? Да, така е. Каде го добивте образованието за ова специфична работно место? Па по завршувањето на основното образование се запиша во железничко училишен центар во Атасевски во Скопје за отправник на возови, односно сообраќајен транспортен техничар. Дали имаше женски во овие сите 4-годишен процес додека се образувавте или бевте само единствената девојка? Не, имаше 20 женски во мојот клас. Така. А сега работат 7. Кажете ми, Моника, што е вашата работна обврска, што се состои? Па работата е да го организираме сообраќајот за удобен и безбеден сообраќај, пред се важна е безбедноста на патниците. Така, од колку години веќе работите тука и дали вашето занимање е еден од тие кои што имаат бенефициран работен стаж? Па јас работам веќе 5 години и имаме бенефициран стаж. Колку за колку? Да, 2 месеци за 1 година. Така, колку оваа работна обврска, која што е специфична, влие на вашиот редовен живот, со оглед тоа што сте по 12 часа на работа, семејството, дали го чувствува вашиот недостаток? Или се трудите да го надополните? Па се трудиме да го надополниме. Така. Нормално. Работите и сабота и недела? Да, работиме како ќе ни се погоди од смената, така да. И дали се сретнувате некој пат со вашите колешки, дали колегите помагаат на работното место? Па да, колегите помагаат. Со оглед дека се сте обкружени со машки, дали не идувате на помош од нивна страна? Да, не идуваме на помош кога е потребна. Добро, Моника, јас останува ти заблагодарам за овој разговор, да ти посакам успешна работа, безбедност на патниците и на возовите кои што се обраќаат по македонските пруги и да се видиме во некоја следна пригода. Ти посакувам благодарност, тоест неблагодарност за ова што се одза нови повик. Да, ви благодарам и јас. Тоа беше Моника Станчевска, една од 7 жени кои што се работно ангажирани во Македонски железници инфраструктура на работното место отправник на возови и кои што имате можност да ги сретнете доколку патувате со ова превозно средство.